Добар ден, почитувани, добре дојдовте во петочното издание на Телма амбуланта, реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Дали ни е потребна психотерапија и психолог? Повеќето од нас си го поставуваме ова прашање, но не сме сигурни дали е тоа вистинскиот чекор за нас. Исто така имаме информации, знаеме нешто за психотерапијата, но сето тоа не е доволно, па се прашуваме дали тоа е вистинскиот начин за да се реши нашиот проблем, а воедно и дали проблемот е навистина толку голем. Кога и зошто психотерапија, ќе ни појасни гостинката која што со мене во студиото на Телма. Тоа е Кристина Егуменовска, лиценциран психотерапевт во Жан Митрев клиник. Добар ден и добре ни дојдовте. Добро ве најдов, Марија. Фала ви за поканата. Едно од најголемите заблуди во психотерапијата е дека таа е наменета за лица со сериозни психолошки нарушувања. Дали овој мит е надминат, бидејќи долго време стигмата поврзана за барањето помош за психолошки проблем ги одвраќаше луѓето од посета на стручно лице? Да, стигмата полека се намалува, мислам дека и кај нас во Македонија. Јас поголемиот дел од својот работен век го поминав сепак во западните земји. Но и во оваа година кога сум веќе тука, значи кај нас се јавуваат луѓето, но факт е, имате право, значи навистина стигмата, проблемот со неа, со оглед на тоа што е групен феномен, е што може да биде индивидуализирана. И она што се случува со нашите, значи со поединците кои доаѓаат, кои се одлучуваат за психотерапија, е што многу интересно се приметува таа самостигма, ја нарекуваме, значи често пати решаваме проблеми заради проблемот. Значи, луѓето доаѓаат и, например, се чувствуваат засрамено или пак навистина се само стигматизираат затоа што имаат проблеми. Значи, на некој начин, знаете, стигмата во суштина е став кој што го обезвреднува нели лицето кое што го стигматизираме заради некоја карактеристика. Било да е таа видлива или да е видлива нели во смисла на раса, значи боја на кожа, не знам, етникум, ако е во однос на јазикот. Но факт е дека може да биде сепак нели за тие помалку видливи, односно карактеристики како што се менталните нарушувања, но во секој случај мислам дека само делумно се уште е надмината. Да. Тоа е важно што се надминува постепено, бидејќи истражувањата покажуваат психичкото здравје е подеднакво важно како и физичкото здравје. Што ова значи? Дека ако имаме некој ментален проблем, може да се разболиме физички, да добиеме некоја соматска болест? Па, видете, во суштина, знаете, денес навистина се оди на тој холистички пристап. Значи, некако и во медицинската наука, а посебно и во психолошката веќе низа на децении, постои уверување дека треба да имаме целосен пристап кон човекот. Значи дека некако таа наша потреба кога теоретизираме, сепак нели целта е да се поедностава, да се симплифицираат феномените и факт е дека тогаш ги разделуваме нели на чисто физички или чисто ментални, но во суштина навистина начинот на кој што човекот функционира е интегративен. Затоа и нели она кога велиме во психолошката наука личноста е исклучително важна затоа што има интегративна функција и во суштина кога имаме било каков проблем кој што е сепак да речеме од психолошка природа, апсолутно може да се случи значи да влијае врз нашето физичко здравје. Дефинитивно, да. А што е тоа точно психотерапија? Па да, значи кога зборуваме за психотерапијата, ние сме веќе во доменот на ова што го велите, значи каде што има претпоставка дека здравјето е многу повеќе од само физичко здравје и дека во суштина навистина е повеќе од она што се вели само отсуство на болест. Така што психотерапијата е процес во кој што се поврзуваме со себе во рамки на тој професионален контекст на она што го нарекуваме терапевски однос. Значи, може да ја разбереме како процес во кој ги осознаваме нашите, може да кажам, значи, тие саботирачки образци на однесување, значи, стануваме свесни за нив и со тоа започнуваат промените. Сега, промената понатаму се продлабочува, значи, се втемелува, станува подсврста со самото тоа што да речам, стануваме свесни, значи увидуваме и колку се стари овие образци, значи кога и зошто настанале, зашто ни служеле. што, односно, дали воопшто нешто досега со нив сме постигнувале. Така што преку психотерапијата ние ја откриваме можноста дека
не мора да ги следиме овие образци. Туку напротив, можеме со помош на разни психотерапевтски техники да ги заобиколиме и потоа веќе да преминеме полека, но сигурно кон навистина нови, многу поефективни модели на однесување кои што ќе не доведат до подобар квалитет на живот и секако до подобри одлуки. Што ова значи, кому се е намената психотерапијата? Дали само на оние што имаат некаков психолошки проблем, што чувствуваат некоја болка, или пак и на тие кои што сакаат да работат на себе, да ги откриваат своите потенцијали? Па, во суштина, психотерапијата е одлична поддршка за сите. Посебна е затоа што имате можност на личност која што е професионална и непристрасна, а при тоа не осудува, не убедува, не критикува, не паметува, јас би рекла, не се згрозува, односно не ја ни шири нели приказната наоколу, да споделите се што навистина ве оптеретува, ви создава сомнежи, срам или било каков немир кај вас. Така што психотерапијата е навистина одличен лек за нашиот внатрешен свет. Сега нели постојат начини како да препознаеме, да речам, кога е веќе време да дојдеме на психотерапија. Едни од вака многу јасен индикатор е кога веќе ќе приметиме дека некако, значи, проблемот кој што го имаме ни попречува во секојдневното функционирање. Втор, например, индикатор би бил доколку приметиме дека веќе преминуваме некако кон ризични начини на однесување. Трет, например, начин да препознаеме кога ни треба психотерапијата е доколку блиските, тука мислам пред се, знаете, на пријателите кои што не познаваат со години или нашето семејство, препознаат дека нешто не е во ред. Да, и го изразат таа загриженост. И секако уште еден, например, вака интересен индикатор кој што може да им помогне на гледачите е доколку, знаете, кога ќе ги исцрпиме сите вообичаени начини кои што инаку ни помагаат да се соочиме со нашите тегоби кои што ни се случуваат, сите нели имаме постојано секојдневни некакви предизвици. Секој од нас има начин на кој што се грижи за себе, нели? И без разлика, значи, дали е тоа редовно пешачење, разговор со нашиот стварно навистина некој добар пријател, излети надвор од градот и така натаму. Секој има свој начин, меѓутоа доколку овие веќе ги исцрпуваме и видиме дека не ни помагаат веќе да се оттргнеме од, значи, или да го решиме проблемот, тогаш е веќе навистина време да се јавиме кај психотерапевт. Нема потреба да се чека. Значи, знаете, од некоја навистина луѓето знаат да почувствуваат немир, се случува некаква кризна ситуација или некаков предизвик, било да е на работа, било да е во семејството. Доколку не дојдат, значи може често пати да се случи таа да премине навистина во анксиозност, па да се појават панични напади, па на тоа да се накалемат, можеби дури некаква социјална изолација, па депресивно расположение, така да многу е подобро да се дојде, да не се чека. Да. А колкав дел од оние што доаѓаат на психотерапија се обиделе самите да си помогнат на себе или пак сметале дека проблемот ќе се реши само од себе или пак целото семејство било инволвирано во решавањето на проблемот и на крај тој понатаму е присутен и перзистира? Најчесто поголемиот дел. Значи скоро сите навистина кои што доаѓаат и кои што се одлучуваат навистина имале веќе сериозни обиди за решавање на тегобите, но да, дури интересно е, значи откога ќе се покаже се неуспешно, луѓето веројатно затоа што онаа стигма што ја споменавте на почетокот некако се доживува како капитулација еден вид, знаете, кога ќе дојдат кај нас, кај психотерапевтите. Така што да. А доаѓаат ли лица кои што имаат некакви хронични болести, кои што им представуваат проблем или пак психолошки товар, не може да ја прифатат состојбата? Дали би можело тоа со психотерапија да се реши? Па би можело. Па дури да се подобри хроничната болест. Да, би можело. Знаете, што тоа е интересно, Марија, например, имате, знаете, например, оној типичен, хроничните болести обично знаат да бидат навистина резултат на, значи, хронична веќе реакција на нешто што претходно било, впрочем, единечно, значи се појавило еднаш, два пати и така. Често пати се случува, например, тоа се знаат да бидат дел од, например, од автономниот нервен систем, посебно од работата на симпатикусот. Например, знаете, сите го имаме тоа искуство кога
во литературата тоа обично се вика амигдала hijack, значи како да сте киднапирани од емоциите. Во суштина амигдалата, значи тоа е кога се соочуваме со било каква ситуација каде што на вистина реакцијата здрава е страв, значи било да бегаме или да треба да се да нападнеме, што се вели, се праќа импулс на хипоталамусот, хипоталамусот до хипофизата, се комуницира со надбубрежните жлезди, се лачи во телото, значи адреналин, норадреналин, потоа нели и кортизол малце покасно во процесот. Во суштина на симптоматско ниво сите тоа го познаваме, се случува што ни се шират зениците, срцето ни лупа брзо, не знам, се расшируваат градите, се намалува работата на дигестивниот тракт, се ослободува поголемо количество на шекер во крвта и фактички последицата е секако, нели, спремни сме за напад или за одбрана. Но во суштина, кога ова се повторува, знаете, кога имаме стресна работна позиција, кога постојано, значи, имаме некакви предизвици, на вистина станува хронично и веќе тука, знаете, може да се случуваат и диабет и други, нели, покачен крвен притисок, на вистина хронични состојби кои што навидум изгледаат исклучиво од физичка природа, улцер, значи некои одат со болки во градите, сметајќи дека имат инфаркт. Така е, да. И затоа, значи, на вистина, знаете, кога психотерапијата вклучува и едукација, така што овие нешта кои што еве денес ги говориме, на некој начин секако психотерапевтот му ги посредува како знаење, како искуство, нели, на своите клиенти или пациенти, со што постепено, знаете, преку тој терапевски однос, затоа што психотерапијата бара, значи континуитет, се навистина прифаќаат, ги интересира, почнуваат да прашуваат, нели, да стануваат се поактивни во тој процес на себе менување. Разводот или пак некоја врска која што се распаднала може да предизвика голема болка, па и траума. Кај луѓето бараат ли помош за тоа или пак се јавуваат ли лица кои што чувствуваат осаменост? Например, децата се одселиле од домот. Да, ова е одлична тема. Всушност, навистина доаѓаат луѓето, например, ја имам сега, аз веќе известно време доаѓа пациентката, значи, за загуба на близок, за развод. Искрено да ви кажам, се случува да дојдат, значи, така, има, значи, релативно млади брачни парови кои што имаат потреба за помош, значи, тогаш работиме, значи, брачна терапија, односно терапија на парови. Во суштина, знаете, осаменоста е интересна тема затоа што не станува тука збор за, знаете, за квантитетот на односите. При осаменоста, значи, може човек да има, обично, нели, вака лаичкото сваќање на луѓето е дека, знаете, човек кој што има големо количество на контакти, не може да биде осамен. А во суштина, напротив, така. Токму спортивното, значи, квалитетот е тој кој што е суштински. И сега, во основа, знаете, кога не се чувствувате поврзани со луѓето, тогаш зборуваме веќе за осаменост. Значи, има едно искуство на неможност да се поврземе со другите луѓе и во тоа е, да речам, болката на осаменоста, дека, знаете, кај луѓето кои што често пати запаѓаат во така по-сериозни состојби на осаменост, навистина постои една ранливост која што, да речеме, неспремност да се биде ранлив, можеби пред другиот. Тоа е, да кажам, клучот при кој што би бил лечебен за оваа состојба. Значи, способноста, а терапевскиот однос е на вистинскиот начин и место и простор, да речем, каде што може човек да си дозволи да биде автентичен, да може да ризикува, да кажеме, да ја сподели таа своја, да ги сподели своите мисли, може би нешто што навистина се чувствува и што го засрамува, така што некако дознаваат, значи увидуваат дека навистина не се сами во тоа свое искуство. И тоа е она што е лечебно. А што е со оние кои што имаат анксиозност или пак депресија? Доживеале некое травматско искуство, па постојано се навраќаат на истото. Некои имаат и анорексија. Покрај терапијата потребно ли е, зборувам за медикаментна терапија, потребно ли е и да зборуваат со психотерапевт, да се олесна душата, да го пронедат изворот на проблемот?
Да, апсолутно. Всушност истражувањата покажуваат дека користењето на лекови за одредени состојби, значи заедно со психотерапијата даваат најдобри резултати. Да. Инаку знаете, за анксиозноста и депресивноста интересни се тие нешта. Иако и обете се нарушување на афектот, во суштина анксиозноста е повеќе, значи теоретски вака гледано, предпоставува високи скорови на она што го викаме негативен афект. Значи, баш едно висок степен на вознемиреност и непријатност. Додека депресивноста, иако го вклучува овој типичен негативен афект, е покомплексно нарушување на афектот, затоа што во суштина вклучува и ниски скорови на позитивен афект. Значи, постои едно недостаток на радост до животот, на социјален ангажман, значи една млитавост, ние ја велиме, умор, така што безволност, да. И во суштина, искрено да ви кажам, овие состојби обично се нарекуваат и его дистонични, значи за луѓето кои што значи во смисла дека се туги на нашето его, тие ги доживуваме навистина како нешто што ни пречи во секојдневното функционирање, и тоа се најчесто луѓето кои што навистина доаѓаат на психотерапија, затоа што увидуваат дека имаат проблеми, дека навистина би сакале да пробаат истото да се реши. И во суштина тоа е одлично, затоа што од друга страна, да речем, нарушувањата кои што се во тој спектар на личностни пореметувања се егосинтонични, велиме, и таа група на луѓе некако, значи, ги доживува, нема увид, да кажам, вака, нема свесност дека можеби имаат потешкоти, дека создаваат понекогаш потешкоти на околината околу себе, во смисла заради начинот на кој што комуницираат, бидејќи кај нив во основа не достига едно здраво искуство дека односот е хранлив. Напротив, имаат искуства најчесто дека односите со другите луѓе се токсични, амбивалентни, неконзистентни и така. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076-677. Денешна гостинка во студиото ни е Кристина Егуменовска, лиценциран психотерапевт во Жан Митрев клиник. Колку често треба да се доаѓа на психотерапија? Има ли правило? Во суштина, за психотерапевскиот процес е многу важен континуитетот. Фреквентноста може да биде од еднаш неделно до, јас би рекла, 2 пати, еднаш во 2 недели, пардон. Значи, од еднаш неделно до еднаш во 2 недели, значи, одлуката сепак останува на оној кој што на поединецот кој што сака да доаѓа, но секако психотерапевтот како стручно лице должен е само да предложи. Психотерапевските средби се нарекуваат сеанси, и сега што тие вклучуваат? Сеанси, да. Тоа од она psychotherapy session, веројатно. Па вклучуваат она што, знаете, психотерапијата е навистина простор и време каде што можете да работите на се она што ви е најгорливо. Така што секогаш е пациентот, односно клиентот, оној кој што доаѓа, тој кој што го детерминира, знаете, текот на психотерапијата. Психотерапевтот е оној кој што е со клиентот, а не обратно. Така што навистина зависи со каков проблем доаѓа, што би сакал да работи. Знаете, имаат понекогаш увиди помеѓу средбите кои што веднаш кога ќе дојдат ќе ги соопштат, ќе ми ги кажат. Некогаш веќе се сигурни што сакаат да постигнат, свесни се за проблемот, но има некои кои што знаат што не сакаат. Исто така, да, не знаат што сакаат. Почесто, да. Например, знаете, овие првата група што споменавте, тогаш веќе одиме во еден вид повеќе на советување. Значи, каде што јасно е дека, да, например, навистина немаат дисфункции во во семејните односи, значи, но, например, имаат само некој конкретен страв, кој што им се појавил неодамна. И сега во тој случај работиме пред се советување, значи конкретно се работи на проблемот, не е потребно многу, да речам, долготраен, не треба да биде процесот, така што да, интересно е дека некогаш и со адолесцентите, искрено да ви кажам, затоа што обично доаѓаат со родителите, не доаѓаат многу ретко, впрочем, само иницијативно, важи ова што го велите, да не знаат повеќе, значи знаат што не сакаат, а нешто. А родителот, претпоставам дека тука треба да биде конкретен.
во Точно, да. посочувањето на проблемот. Да, затоа што знаете на таа средба секогаш доаѓа значи со родителите, многу е важно да се детерминира знаете да слушнеме или што ги довело на вистина, многу ми е важно да знам што ги довело до тоа да се одлучат за психотерапија, се проверуваат очекувањата, значи се поставува таа заедничка цел што велите, некако значи мора да биде јасно што е тоа што ги загрижува. Обавезно тоа се прави во присуство на адолесцентот, родителот ми го кажува тоа пред него или неа. И тоа е основа затоа што почнува тука веќе уште на таа средба почнува тој однос на доверба и вистина да се чувствуваат дека можат да работат за се што ги загрижува. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната емисија, да им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Добар ден, поздрав до гостинката и до вас. Темата е вака, мислам, посакувана да се слушам, а можда би требало да ја слушаме секое утро за да имаме добро утро. Така. Па и добро се да согласувам сосема. Би сакала нешто конкретно да ја прашам господјата. Повелете. Јас бев во една состојба на голема среќа, меѓутоа барам да ми одговори зашто така ми изреагирал организмот. Значи во момент на голема среќа, кое што после го одживеав како траума, како стрес. Почна скалпот да ми игра и едно 3-4 сата, верували или не, си отидов дома, палев сијалица од соба во соба, влези, седни, стани, јади, така како стрес, како нешто да ме удри струја. И скалпот почна да ми игра. Во моментот, мислам, не изреагирав правилно, или тоа си дава од некоја психичка состојба на организмот, стегната, изчекување. Не знам тоа да го дефинирам, меѓутоа едно би сакала да ме советува господјата, например во тие убави моменти кога треба да се случува, дали треба нешто да се напиеме, како јас, например, да земаме некој лексилиум или што не е тоа. Нешто за смирување или некој што би земале. Така, како за стрес. Превентивно да го предухитриме тој убав момент. Така, но не секогаш може да се предвидат срекните моменти, убавите моменти. Убавината е во тоа, нели, да доживееме нешто неочекувано и прекрасно. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Што велите за ова? Големата среќа може да биде стресна? Искрено да ви кажам, веројатно може да биде, еве, значи верувам дека господјата беше искрена. Веројатно она што се случило е премногу ново било искуството за неа. И тука се случило баш она што го велиме непознаница, значи не знаела како да одреагира и тие сензации кои што ги доживувала во тој момент можеби веќе ја исплашиле и тука веќе не е реакцијата заради среќата, туку напротив заради непознатото. Заради непознатото. Да. Тој степен на радост веројатно која што го доживеала, мене ми е искрено се радувам кога слушам вакви искуства, но истовремено треба луѓето да знаат дека е многу важно, значи да си дозволиме да чувствуваме радост, да едноставно да се препуштиме на она што го велиме и телесно доживување. Значи веројатно имала причина зашто била толку радосна, сега некако она што го велиме психотерапевски го прекинала сопственото доживување, значи на радост, веројатно заради таа сензација. Така што не би препорачувала лексилиум и сега вака или нешто. Во таа смисла убаво рековте, убавината на овие доживување токму во нивната непредвидливост. Замислете кога би можеле да предвидиме кога ќе се чувствуваме среќни. Имаме уште еден гледач. Ајде да го слушнеме прашањето. Добар ден. Уште двајца во ред. Еве првиот од нив, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до гостинката, психотерапевтот. Благодарам. Во објаснување и совети до гледачите, меѓутоа колку што знам, она е вработена во клиниката Жан Витрев. И мислам дека на пациентите таму треба да им се пружи психотерапевтска помош. И затоа ние кои ги носиме пациентите таму на лечење, посебно од COVID, дали они се грижат за пациентите во таа вознемирена состојба, да им сејанси,
да зборуваат со нив и да работат со нив за состојбата да им биде помирна и Така. по-добра. Ви благодарам. Така, да. Меѓутоа, јас зборех со мојот сопруг кога беше таму, го праша, бидејќи знаевме од треба третмани да има, треба рехабилитација, психички третмани и се, дали од сето тоа ви се пружа на тај износ што го плаќаме? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Ние сме имале и емисија конкретно на оваа тема, пациенти со ковид и потреба за психолошко советување. Како изгледа тоа? Секој пациент добива или само оние кои што имаат потреба за тоа? Значи, ние правиме анамнеза за секој пациент кој што е од ковид и се трудиме, значи, што е можно почесто, скоро секојдневно сме и во ковид одделот, затоа што навистина знаеме дека стравот, паниката можат да бидат навистина пречка во целосното излекување и апсолутно ја поддржувам, значи разбирлива е грижата за нашите блиски, но да, добиваат, значи постојано психотерапевско, психолошко советување, значи се трудиме, апсолутно ни е важно, значи да имаат когнитивна емоционална стабилност, да се одржува стабилна таа состојба, да ги мотивираме, знаете, исто така бара во суштина, знаете, хоспиталното третирање на ковидот бара и една баш подготовка психолошка во смисла на што ги очекува, кои се нивните прави и одговорности, кога можат да дојдат блиските да ги посетат и така. Така, но голем дел и во пост-ковид периодот имаат потреба, така што оние кои што имаат продолжен ковид советувате да се јават на психолог и на психотерапија? Па да, затоа што знаете, обично кога ќе попушти веќе стравот од смрт, тогаш веќе луѓето започнуваат да доживуваат и други состојби, некако ретроактивно, значи поминуваат низ траума дополнително и затоа е многу важно да дојдат на психотерапевт. Ајде да слушнеме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видете, имам како да ви кажам, ова слика диагноза преку телефон. Например, имам мнение дека татко ми, мајка ми воопшто не ме сакале. Така, значи имате впечаток дека во вашето детство не сте добивале потребната љубов од вашите родители. Добро? Не е тоа, значи дека не ме сакале. Јас сум добивал она што сум сакал, сум го добивал дури повеќе со него другите дека што добивале, материјални добра, али не ме сакале. Значи, за жена ми исто така, сигурен дека не ме сакала. Аха, добро. Например, и сега, што да ви кажам, со луѓе тешко можам да комуницирам. Многу добро комуницирам, али после некое време јас си отварам многу од своите работи, си кажувам од своите тоа, и луѓето ме замразуваат. Прво мислат кога зборам за тоа дека лажам, после тоа ме мразат и ме избегаваат. Не можам да комуницирам со луѓе вака. Така, имате отежната комуникација со средината. Па сега ве интересира што може да се преземе за да го решите овој проблем. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Што би советувале? Па искрено да ви кажам, ова најтопло би му препорачала на гледачот да дојде значи да дојде кај нас да се јави на психотерапија за да може да видиме значи навистина која е таа динамика која што условува кај него, независно од тоа што бидејќи е свесен значи дека добивал љубов, меѓутоа неговото убедување дека не бил сакан. Не бил сакан, така. Да, значи тука веќе станува збор за значи потребна е подобра анамнеза за да можеме да дадеме навистина добар совет и навистина да му се помогне. Да. Значи советувате задолжителна консултација со психотерапевт, со психолог? Да. Затоа што, знаете, обично постои, знаете, ние имаме начини, луѓето и родителите, нели, го прават најдоброто. Значи тоа нема сомнеш, се трудат сите во својата моќ да дадат она што може да им го пружат значи на своите деца, но во суштина начинот на кој што комуницираат и невербално, значи невербалниот аспект на комуницирањето е исклучително важен. Тие можат да велат знаеш дека те сакам, меѓутоа со своето поведение и однесување да даваат пораки кои што се контрадикторни. Значи се неконзистентни и во таа смисла навистина им е тешко на младите да имаат доживување дека се сакани и тоа знае да се провлече понатаму во животот. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Тилма, ќе разјасниме уште многу работи поврзани со психотерапијата. Продолжуваме со денешната Тилма амбуланта,
кога и кому е потребна психотерапија, ни појаснува денешната гостина Кристина Егуменовска, лиценциран психотерапевт во Жан Митрев клиник. Ајде да поразговараме за првата средба со психотерапевтот. Како таа најчесто изгледа? Дали обично чувствуваат непријатност оние кои што доаѓаат, бидејќи самиот потребна е голема храброст најнапред да си признаеме дека имаме проблем. Да, точно. Потоа треба да го споделиме, да го раскажеме на некој што првпат го среќаваме. Да. Како изгледа првата средба? Може би ли да очекуваме и 2 фотели или пак нели кауч како што гледаме на филмовите па да легнеме при раскажувањето? Па видете, значи навистина храброста е клучна. Значи дефинитивно, знаете, за да дојдете да се јавите на психотерапевт, треба да постои една јасна желба дека да, во овој момент можеби не умеам, значи не знам да ги решам овие проблеми, но веројатно ако не можам сам, не значи дека решение не постои. Така што храброста е дефинитивно тука важен момент. Во суштина, знаете, она што го рековме, дека е исклучително важно да се направи таа еден основна, значи, анамнестички податоци да се добијат, да видиме што ги донело на психотерапија, кои се нивните очекувања. И во суштина, од кога ќе се направи таа заедничка цел, понатаму веќе се договара динамиката на работа. Така што, знаете, адолесцентите често пати секако на таа прва средба всушност си дозволуваат, значи, секако природно е тоа, значи секој што доаѓа гледа, знаете, како се чувствува во просторот, психотерапевскиот простор, како се чувствува, значи, со психотерапевтот. Апсолутно е добре дојден, значи, да праша се што го интересира за процесот. Па дури и за вас, знаете, да во смисла нели на вашите таа специјализација што ја сте поминале, значи се што ги интересира. И тука јас како, значи, било кој психотерапевт е и должен, впрочем, да каже, знаете, кои се очекувањата, во кои, например, случаи сме на некој начин обврзани да таа тајност, инаку што е доверливоста што е на податоците, да се прекрши. Например, навистина, тие случаеви се ретки, но доколку станува збор за ризик, за загрозување на сопствениот живот или пак за тугиот, односно било каков тип, значи, тој тип на ризично однесување, веќе етичкиот кодекс не обврзува да интервенирате? Да. Имаме двајца гледачи. Јас ќе ги замолам само да бидат кратки и јасни со прашањата во интерес на времето, бидејќи имаме уште многу работи кои што треба да ги разјасниме поврзани со психотерапијата. Повелете. Добар ден. Добар ден. Имам едно прашање до докторката. Ја имам 1 година прележано COVID и јас сум на линија? Да, ве слушаме, во програма сте, разбравме дека сте прележале COVID. Да, и од тога никако не можев да спија. И без на нерволог ми прописа клонил и навечер го пија. Дали е штетен овој лек да го пија и понатако, ти не можам да заспијам навечер. Така, само да ви пояснам дека денешната гостинка е лиценциран психотерапевт. Така, добро, таа ќе ви даде насоки како да си го подобрите, односно да најдете решение на овој проблем. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Повелете, Кристина. Да, треба, значи, да видиме зошто таа инсомнија презистира. Значи, ако веќе сега не знаеме, не слушнавме дали неодамна или неколку што разбрав пред една година така, значи тука веќе треба да се види на вистина што е јас верувам дека разговор, значи консултација барем со психотерапевт ќе и помогне дефинитивно на господјата, затоа што, знаете, може да се случи после прележување на болест во која што сме биле соочени со можноста за смрт, затоа што ние луѓето, да, тие екзистенцијални стравови некако заради нашите обврски ги подзабораваме, но овие болести не подсетуваат на нашата ранливост и во таа смисла може да се случи, значи, свесноста да не можеме да ги интегрираме тие некои аспекти кои што сепак се дел од реалноста, знаете, тоа дека да, еден ден, нели, значи дека сме смртни, ќе починеме. Како се носиме со тој факт, знаете?
дали сме задоволни инаку од нашиот живот, затоа што човек некако, знаете, смртта потешко ја доживуваме тогаш кога впрочем не живееме. Така, не само да сме живи, туку треба да го живееме животот. Да, затоа би било корисно. Сигурна сум и препорачувам на господјата да се јави на консултација за да видиме зошто впрочем перзистира подолго време. Да. Ајде сега да слушнеме уште еден гледач. Добар ден за некој. Добар ден, поздрав. Поздрав до вас, повелете. Интересира, пошто најверојатно има голем број на луѓе кои што би дошле кај докторката. Ме интересира начинот на кој како може да се дојде, затоа што приватно не може сите да се приуштат да се лечат. Дали оди тоа со упут од матичен лекар, и приватно па колку се паќа околу тоа ве молам. Така, ви благодарам за вклучувањето. Нашата гостинка работи во приватната клиничка болница Жан Митрев. Како оди сето тоа? Предпоставувам не може со упат. За жал упат не може. Би било интересно и јас мислам дека и комората на психолози се уште се работи, значи на тоа би било одлично, навистина исклучително корисно за сите наши граѓани доколку се успее да може луѓето да имаат таа можност да доаѓаат на психотерапија, нели да оди тоа преку фондот, меѓутоа за жал кај нас е приватна, во таа смисла значи луѓето нужно мора да платат сумата која што се очекува. Во суштина, она што јас кога се приклучив на клиниката, значи пред една година се договоривме со доктор Митрев да биде буквално 50% попуст со цел навистина да им се овозможи на нашите сограѓани што е можно повеќе да искористат оваа услуга. Да, значи едноставно да добијат стручно значи и мислење и работа и помош и советување, а сепак да е тоа за да речам навистина прифатлива цена за нашите граѓани. Некој вела тој финансиски издаток, па се прашува дали се исплати. Јас верувам дека вложувањето во себе преку психотерапија не само што е исплатливо, туку е можеби неколкукратно повеќе вредно од она што го вложуваме. И веднаш ќе ви кажам зошто, Марија. Значи, ние со психотерапијата не само што ги увидуваме оние саботирачки образци на однесување, туку навистина воспоставуваме добар контакт со себе. И почнувајќи од тој контакт од таквиот контакт како основа, многу полесно можеме да се застапуваме себе си пред другите, да донесуваме подобри одлуки, значи да речеме за нашето здравје, за односите, за кариерата, финансија, ако сакате. Значи долгорочно психотерапијата на некој начин не штити, односно не поштедува од лоши животни одлуки и со тоа практично директно и индиректно го штити и нашето физичко здравје. Така. Затоа што знаете, физичкото здравје, нели, кога веќе она што го зборувавме на почеток, кога хронично веќе имаме некакви состојби, некогаш на вистина може да биде едноставно резултат на погрешен избор во кариерата, за жал и погрешен избор на партнери, така натаму. Кој што нели не веднаш животни одлуки кои што оставаат последици по нашето психолошко здравје, имаме, а со тој физичкото. Имаме повторно гледач и ќе го вклучиме во овој момент во програма. Добар ден. Добар ден, ве слушнавме многу слабо. Ајде уште една шанса. Добар ден. Добар ден. Сега ве слушаме. Добро, повелете. Добар ден уште еднаш. Поздрав до вас и до психотерапевтот. Не благодарам. Само едно прашање, се вклучив подоцна и не слушнав, може би сте кажале. Ало? Така? Да, ве слушаме, само следете го разговорот во слушалката, а не во телевизорот, поради тоа има доцнење. Значи, за да можеме нормално да комуницираме само во слушалката. Кој е вашето прашање? Моето прашање е дали докторката работи со деца, односно со младинци, од која возраст? Така. И дали работи со, да речеме, со некакви проблеми во однос на развојот на мозокот, односно со третирање на некакова емболизација, да речеме во конкретен случај, дали работи со такви деца. Конкретно за 16 годишно дете. 16 годишно дете. Да. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Работите ли со оваа проблематика? Да ви кажам искрено, значи досега 3 годишно детенце, значи ми било најмладото пациентче, значи посетител, најстарите секако можеби околу 70 на години. Значи доаѓаат и млади од оваа возраст која што ја кажа господјата, значи 16 годишни, доколку има потреба значи за нешто за емболизација, тука ни се и нашите доктори во смисла на, па имаме и невролог, така што многу би било добро да дојде, да се јави и да видиме значи кој дел би требал да се третира навистина медикаментозно или оперативно.
интервентно, а кој дел апсолутно психотерапевтски. Да. Колку е важен изборот на психотерапевтот и како да одбереме кај кого да отидеме? Да, одлично е тоа. Па важно е, знаете, да можете да воспоставите добар контакт со психотерапевтот, затоа што контактот е основата на психотерапевтскиот процес. Сега што значи добар контакт? Знаете, да се чувствувате безбедно со психотерапевтот, да имате доживување дека навистина може да му се доверите, да и се доверите. Понатаму добар контакт значи, знаете, да не се чувствувате дека сте само уште еден пациент или клиент на ред, дека исто така добар контакт значи дека впрочем разбирате што е она што ви го кажува психотерапевтот, значи дека не оди многу побрзо или подалеку од она што вие го можете во моментот. Така што на овој начин можат гледачите да си помогнат да проценат колку изборот на психотерапевт е правилен. Важен ли е полот на психотерапевтот? Полот не е пресуден. Во суштина би рекла дека знаете, можеби при травматични, да кажам, настани, доколку се случила травма од еден од половите, значи нанесена од еден од половите, во тој случај, значи најверојатно ќе се чувствувате побезбедно доколку работите со терапевт од спротивниот пол, од оној кој што ви ја нанел травмата. Само во тој случај, инаку навистина она што е важно е контактот, значи она што рековме, дали се чувствувате безбедно. Психотерапевтот, како знаете, во суштина е личност која што е способна токму заради својата специализација, теоретското и практично знаење и вештини, па и животното искуство, навистина да обезбеди таква безбедна, значи една автентична, доверлива средина на прифаќање, каде што можеби прв пат и во животот ќе си дозволите, односно ќе доживеете дека се чувствувате виден, разбран, слушнат и на тој начин ќе профункционирате во една поголема полнота од она што можеби досега сте го доживеале. Доколку не си кликнеме со психотерапевтот, доколку не успееме да го оствариме тој контакт, нешто ни пречи, треба ли да се обратиме кај некој друг? Или некој размислува да не го навредиме психотерапевтот доколку промениме? Да, тоа е навистина. Во суштина, значи, во ниеден случај одговорот е дефинитивно не. Напротив, доколку се случи да го навредите, тогаш бидете сигурни дека изборот, значи одлуката ви е правилна да го напуштите, затоа што во суштина психотерапевтот е стручно лице, професионалец кој што максимално ја почитува одлуката на своите, значи, нели, клиенти, да, и затоа на тој начин, впрочем, во суштина ја поддржуваме способноста на луѓето да донесуваат одлуки за својот живот, вклучувајќи, значи, одлуката дека сакаат да работат со друг. Имаме уште двајца гледачи кои очекуваат вклучување, имаме навистина уште многу малку време, затоа ќе ги замолам да бидат кратки со прашањата. Добар ден. Ајде, ви се молам. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Ајде, добар ден. Добар ден. Ве слушаме? Сакам да поставам... Ало? Да, ве слушаме во програма, сте, повелете. Кој е вашето прашање? Сакам да поставам само едно прашање. Јас имав, да не кажам така, еден мал напад и од кој почнав да пијам со асентра. Добра. Меѓутоа, сега веќе стана 10 години и повеќе од кога ја пијам асентрата. Читам во ова, се појавија некои нуспојави, да кажеме, имам чешање доста и некои други работи, повраќања и тоа, кои ги читам во опатството од асентрата. Дали треба таа терапија веќе да се прекине или треба да се продолжи со истата терапија понатаму, ви се молам. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што велите за оваа ситуација? Значи, најдобро е господјата да се јави кај својот психијатар, да ги каже овие симптоми и евентуално, значи, да се консултираат што би можело да се замени за да се избегнат несаканите ефекти. Да. Така, значи замена на лекот и консултација со матичниот психијатар. Да. Ајде сега да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Поздрав до емисијата. Благодарам. Ќе ве молам за едно прашање. Имам, се работи за 75 годишен човек. Така. Значи, појавата е некаде пред 6 месеци, пола година. Значи, навечер почуваше да не спие. Значи, стануваше во зорите. Меѓутоа, сега веќе тоа е почесто. Некаде спие по 2-3 сати, станува во 1 сато. Значи, има во градите тегоби, шета низ просторот низ куќата и има срав, така речено, од темница. Значи, понекогаш навечер, значи, покушавам ова магнезиум ноќ, да му дам за да спие, меѓутоа и то не помага, со B6 комбинација и то не помага и да речеме ве сношти никако не спиеше. Така, па сега ве интересира што може да се преземе, бидејќи несониците се навистина тешки, очигледно и за господинот, но и за вас како семејство. Да, и за нас. Така, за сите. Да, и да. Значи, и психотерапевтот ја запиша в координациите за контакт со господјата. Така, сега ве интересира така, што има да каже за овој проблем? Време да може ради ковидот ќе избегаваме да биде тоа сега за недела 2. Така, да се смири малку ситуацијата, па дури потоа. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Што би советувала? Сигурно е стрес за семејството и за сопругата. Значи, на господинот дека ете сега на 75 годишна возраст доживува таква симптоматологија. Многу е добро, значи, да дојдат да видиме навистина дали ова прв пат, дали претходно имал такви некои значи пројави на симптоми, затоа што обично и во старост во повозрастното доба не е значи изненадувачки да се намали квалитетот на сонот. За жал, значи кај сите нас се намалува дури и понекогаш и знаете сега дали станува збор можеби некако за кај депресивните некојаш расположенија знае да биде типично тоа често будење рано наутро. Значи треба сепак да видиме зашто станува збор. Значи подетелна анамнеза за да може да помогнеме. Така. Инаку решение сигурно има. Некои земаат мелатонин, помага ли тоа? Доктор, помага да ви кажам. Помага затоа што да, знаете, тоа е на физиолошко ниво или биолошко навистина важен аспект од тој здрав циклус на сонот. Но јас би рекла, знаете, некогаш е подобро навистина човек да излезе на прошетка надвор, да се сретне со своите блиски пријатели, да направи она што го исполнува и веќе со таа динамика, со промена на секојдневието, да не бидат постојано во затворен простор, веќе сонот, знаете, со активирање на телото и подобро и поприродно заспиваме. Кога доаѓаат пациентите кај вас, обично таму само си отвара душата, зборуваат за проблемите, дали психотерапевтот може да препише и терапија со лекови? Или пак за тоа ќе биде потребно да се обратат на психијатар? Да, значи психотерапевтот е лице кое што најчесто тоа се значи психолози кои што дополнително покрај до дипломското образование завршуваат дополнителна специјализација од најмалку 4 годишно образование. Да, во таа смисла значи не се општи лекари кои што потоа специјализирале психијатрија и затоа во тој случај значи едноставно психотерапевтот како стручно лице апсолутно ги кој што секако интересот на клиентот го има во предвид, обавезно ќе ги препорача да посетат и психијатар за да можат да добијат и медикаментозна терапија. Во суштина, она што е добро е дека денес веќе имаме и антидепресиви кои што не се на чисто медикаментозна, значи може да се препишат некои кои што не создаваат учиноци негативни и така. Во суштина, оние лекови кои што се во доменот на психијатријата. Уште двајца гледачи ќе вклучиме во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Сакам да кажам, па 2-3 години еве вака спијам ноќе по 2 сата, по 3 сата, некојаш па може и 4, ама се будам многу накратко. Значи проблем со несоница имате? Да. Проблем кој што перзистира и за кој што барате решение. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Еве, значи се повторува. Воопшто не е редок овој проблем. Не, да. Па знаете, многу луѓе навечер имаат несоница. Па навистина не е навистина редок феномен. Во суштина циклусот на спиење е толку важен за нашиот имунитет што не може да се прецени, односно да се надцени, искрено да ви кажам, и затоа
кога ќе приметат луѓето дека веќе започнуваат отстапки од нека нормала, добро е да дојдат на психотерапија. Да видиме дали навистина станува збор само за некаква анксиозност, можеби, знаете, станува збори за руминација, често пати луѓето руминацијата во суштина е погрешен фокус. Значи луѓето наместо да бидат насочени кон решение и барање на буквално на некаква, значи, солуција, нивниот фокус е пред се на самите проблеми, на нивниот корени, на така обично почнуваме навечер да размислуваме за се што ни се случило. Така е, да, преоптеретени сме во текот на денот со други обврски и тогаш кога доаѓаме во контакт со себе, доаѓаат некои стравови или други наши лични процеси баш на површина и сигурно го реметат сонот. Да. Така, значи за господинот препорака да се јави на психотерапевт, ајде уште еден гледач имаме, кој што ќе биде воедно и последниот во оваа емисија. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Добар ден. Повелете. Вака имам. Само ќе ве замолам да го исклучите тонот на телевизорот, за да можеме нормално да комуницираме. И во интерес на времето само по-концизно прашање ќе ве замолам. Дали се слушаме? Добар ден. Мислам дека се исклучи и гледачката, за жал. Добро, и моето прашање последно во денешната Телма амбуланта ќе се однесува на изборот. Кога некој има проблем, каде да се обрати, на психотерапевт или на психијатар? Како да знае кому да приде и да го соопшти својот проблем? Да, значи видете, например, лекови се потребни за дијагнози како депресија мајор, како биполарни расстройства, значи шизофренија и некои други психотични состојби. И во тој случај апсолутно е потребно да се оди, значи, на психијатар, да се добие таа медикаментозна терапија, но она што го рековме, истражувањата навистина покажуваат дека истовременото конзумирање за овие примери кои што ги набројавме на лекови и психотерапијата ги дава најдобар резултат. Така што со лековите, знаете, ги смируваме симптомите кои што дефинитивно се навистина тешки во таа акутна фаза да бидат на некој начин не се подносливи, тешко се подносливи за луѓето, а со психотерапијата им овозможуваме на луѓето да разберат што и зошто им се случува, како настанал проблемот и едноставно како полесно да се носат со истиот, со цел да профункционираат и навистина да имаат сепак солиден квалитет на живот. Така, сите ние во одреден период од животот би можеле да бидеме клиенти на психотерапевтот, бидејќи пациенти не ги нарекувате лицата што доаѓаат кај вас пациенти, туку клиенти? Па знаете што, мислам дека кај нас оваа навика можеби што спомнував во неколку наврати пациенти заради контекстот, нели, затоа што ги сретнуваме во клинички контекст. Во суштина самите терминолошки ако гледате, знаете, и клиент и пациент етимолошки имаат своји навистина важни значења кои што се точни за луѓето кои што доаѓаат. Значи, од една страна, знаете, пациент, нели, во суштина од латинското има, нели, поврзане со страдање, со трпење, со поднесување на потешкотија. Од друга страна, клиент, ако пациент припаѓа на медицинскиот дискурс, клиент припаѓа повеќе на некаков, може да речеме, дури правнички дискурс, каде што имате патрони клиент, значи некаков клиент, клио, например, на старогрчки, значи слушам, или од латинското се приклонувам, значи следам. Секако дека клиентите не е баш дека не следат нас терапевтите, туку е обратно. Значи има, би рекла јас, плусеви и минуси за обата термини, но знаете, она што е важно е тој терапевтски однос и некако ги доживуваме едноставно како личности кои што имаат храброст да дојдат да се јават, да им погледат на проблемите во очи и да работат на истото. Така, многу е важно да ги решиме своите проблеми за да го живееме животот со полни гради. Да, Ви благодарам за вашето денешно гостување, на вистина убаво појаснување на сите аспекти со психотерапијата. Добивме многу информации кои што би можеле да ни помогнат и во процесот на охрабрување, да си признаеме дека имаме проблем и да се јавиме кај психотерапевт за да си го решиме. Да, ви благодарам и јас вам, Марија. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, која што реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и се гледаме секој работен ден на фреквенцијата на телевизија Телма во редовниот термин 12 часот и 45 минути. До гледање.